Moja tema, aplikacija za evidentiranje oboljenja od koronavirus po projektna aktivnost popravljanja od programiranja izrabotena v Delphi 7. Mentor mi je profesorka Polina Možinovska. Tuga ko što gledate mi je moja sodržina, kako što imamo pišano. I potom ovo je povod za programski jezik. Programski jezik je formalni jezik za prezentacija, notacija na smetači programi. Sa njegova pomoć preko različitih tek za čovjeka se davame komandi, instrukciji za izvršavanje na internete zadaći. Programski jezik je najčešće podijeljen na dva sastavni dijela od sintaksa, forma i semantika, značenje. I mnogo programski jezici ima nekoj vid na pismeni specifikaciji zanimljiva sintaksa. Tukaj ide Delphi, programski jezik. Delphi je software proizvedен što koriste delfijski dijalekt na programski jezik objektem Pascal i obezbedava integrirano razvojno odpruživanje IDE za brz razvoj aplikacije na desktop, mobilni, web i konzolni software. Delphi prilično beše razvijen od Borland kako aplikacija za brz razvoj aplikacijata za Windows, kako nasljedni na Turbo Pascal. Delphi njegove pandan od C++, C++ Builder se interoperabilni i zajednički se prodava pod imeto Rad Studio. I imam mjesto tukaj isto za Studio Bra, eba akademno prodava Bra Studio, paket alatki za razvoj što gi podržava Delphi isto taka, C++ Builder, Empacador, Prism i HTML5 Builder. Evo vaka za aplikacijata moja. Ovo je program što работи za evidentiranje zaboljenih lica v našата država i koliko broja во секој град има постигнато. Ова програма имам искористено еден радио груп која е порасна Combo Box, кој ни возможува да одредиме датум да ни даде тотален број на евиденција на заболени од коронавирусот. Батон денес со него има име Close и може да исклучиме нашата апликација и да притиснеме тој батон. Сега ќе ви ја покажам и апликацијата. Okay. Evo ga mod form, kako izgleda. Ova se gradovite, ovo je datum, podnibirаме datum i broj na zaboljenje od koronavirusa. Тука излага. И сега со притискање на полето Start. Еве, например, ќе одбереме гостивар и ја избрав од лани годината, дека годинава ги немаме сите датуми, дека сега почне годинава, да биде по-добро. И ја да избереме трети месец први и имало 50 дена. Ако одиме во Скопје, имало 17, Охрид, Тетово, Битола, Прилеп, Куманово. Добро, смени го датумот сега. Еве, на 6. први, Да. еве на 11. Okay. На 5. еве може. Прилеп да видам, Прилеп да видам. Прилеп, ете го Прилеп, 56. Така, 56. Да се знае. Да се знае Прилеп. Да се знае. И као што кажа со притискање на батонот Close се затвора апликацијата. Излагаме на изградена од Delphi, ментор Полина Моžinovska. На втората страница е содржината, потоа во воведот е сметен кратко нешто за програмските јазици, како на пример програмскиот јазик е формален јазик за презентација на сметачки програми, со негова помош преку различни текст на човекот се даваат команди и инструкции за извршување на интернални задачи, опис на влезни и излезни податоци и нешто слично. Дизајн и извршување, програмските јазици делат својства со природните јазици поврзани со нивната намена, како начин и комуникација, имаат синтаксична форма одвоена од својата семантика. Потоа, Delphi програмскиот јазик може да се користи на Windows, на iOS, Android, OS. Во 2006 година одделот за развојот алатки од Borella беше префрлен во целосна софтверност, како и код бира. Потоа, Delphi е на Studio Bra и апликација за избори локални 2021. Тоа е мојата апликација. Апликацијата е изработена во Delphi, која содржи еден радиогруп, 3 копчиња, 4 едита, 8 лабели и 4 слики. Апликацијата дава информации за кандидати на градоначалници за локални избори 2021 од 4 поголеми партии. Во радиогруп се сместени 32 градови од Македонија, преку кој корисникот на оваа апликација може да одбери кој град сака да добие информации, поточно кои кандидати се за тој град
Преку копчето 1 прикажи се реализира кодот, содржи 32 if, бојата на позадината се менува исто како и бојата на партијата која во последните избори победија во тој град. Копче 2 вкупно градови го дава вкупниот број на освоени градови во претходните избори. Исто така, ако го притиснете прво ова копче, ќе се појави главата на партиите. Копче 3 служи за известата од апликацијата. Од лабел 1 до лабел 4 служат за појаснување, а во лабел 5 и 8 даваат вкупниот број за градови кој победила таа партија. Програмски код, дел од програмскиот код е тука. Ова е слика за радиогрупот кој се наоѓа во мојата апликација и користена литература. Литературата е користена од интернет и тоа е 10 страни и апликацијата. Ова е апликацијата. Можеме да избереме за кој град да дознаеме информации. Тоа е тоа и вкупно град. Океј, сега како оди по градови? Според картата на Македонија, од северно па западно па јужно па источно, тоа е тоа. Не се сите градови тука, само поголеми. Добро. Борет. Тоа е тоа. 1, 2, шело надолу е бројот на освоени гласови, така му иде? Градови, да, погледни. Ајде по градови рашетај, оди да видиме Кичево како е ситуација. Кичево? Кичево? Значи, да не читаме имиња, да... Добро. Пошто имињата се сегашни. Добро. Ете, за Струга, исто така. Звеве, се менува бојата пошто друга партија. Да. Борет. Океј. Колеги, прашања? Не, во ред. Ова беше во инспирација, пошто зезнаа гласовите да ги бројат, па реков децава да направат апликација за да видат тие како се прави апликација, кратко и јасно. И за неговата историја и неговата синтакса, дознаваме дека се користи за создавање на мрежни места и се користи за опишување на структура на информациите. За историја нешто да кажеме? Кажи нешто. Па сега. Во 1980 година информатичарот Тим Бринс Берен Не завлагај во детали, нешто општо кажи. Се разбираме без детали. Кој измислил, како измислил, без такви, во ред. Ајде. Па што да кажа, нема што да. Дека измислил информатичарот Бренс Ли изведувачот на КРИН, Европската организација за нуклеарна истражување, продолжил да се создаде систем за истражување кој ќе се користи за споделување на документите, ознаки. HTML обележувањето се состои од неколку клучни компоненти, вклучувајќи ги и оние што се нарекуваат ознаки и нивните атрибути. HTML ја опишува веб страната, body е видлива содржина на страницата, title го дефинира насловот на страницата, div дефинира поделба на страницата, P е параграф, толку. HTML документите подразбираат структура на вгнездени HTML елементи. Овие се означени во документ во HTML ознаки, затворени во аголни загради. Ознаките исто така може да содржат понатамошно обележување на ознаки помеѓу почетокот и крајот, вклучувајќи мешавина од ознаки и текст. Атрибути, повеќето атрибути на елементот се парови со име и вредност, одделение. Вредност
вредноста може да биде затворена со единични или двојни наводници. Добро. HTML варијации. Во своето основање HTML и неговите протоколи примале брзо сваќање. Сепак немало јасна Божидар, ме слушаш? Божидар, стоп. Да. Добро е. Ајде премини конкретно на апликацијата што си ја направил за фудбалот и готово. Мојата страна ја направив во Word, ја зачував во HTML. Сега ќе ја покажа. Ева. Има подеба на современите компјутери. Ментор Полина Божињевска и работи Гора Николовска. Ајде. Одеба на современите компјутери. Денес компјутерите представуваат средства за секојдневна работа, за забавита комуникација и се составен дел на голем број машини, например банкомати, автомобили, апарати за домаќинство и слично. Супер. Ајде долу прочитај ни видови на компјутери. Се делат на суперкомпјутери, големи супер компјутери, тоа не можам да разберам во заграда. мини компјутери, mainframe. Остај го тоа, мини компјутери и Мини компјутери, микрокомпјутери. компјутери. Слагај надолу. Не се секирај, слагај надолу. Тоа е поделбата, во ред објасни ти се. Слагај надолу да видиме што имаш друго направено. Слагај. А не ти, опа. Вика овде статичен компјутер и преносен компјутер. Што е тоа, Горан? Какви се компјутери? Во кучиштето. Да, кучиштето. Какви се оние на школа? Статични. Така? Да. Преносните во суштина како ги викаме во денешно време? Не пишува лаптоп, ноутбук, таблети, телефони и така натаму. Смартфони поточно. Слагај надолу. Ајде уште да ни кажеш кои се делови во кучище. Ајде, кажи ни ги делови. Процесор, RAM меморија, порт, карт, диск, така, електронски картици за приклучување на реферните уреди, така, уред за работа со CD или DVD, така, извор за напојување со електронски со струја. Да. Слагај надолу. Енергија. Па имаш слики од матична плоча, слагај надолу. Па магистрали, па имаш процесор, па имаш хард диск. Слагај. Па после што имаш? Што се оние? Картици. Така? Картици, да. Так. Слагај надолу. Она што е? Што држи браце овој? RAM меморија. Така, RAM меморија. Слагај надолу. Тоа легнато таму ми био што пишува што е? Ето не. Процесор, вајда би требало да биде. Ајде, слагај надолу. Па имаш ROM меморија, па имаш на крајот една стандардна конфигурација. Океј, после тоа идат? Завладење на компјутерima. Така. Слагај. Зошто му треба ладење на компјутерот? Ќе се загрее нешто да. Така, значи не сме да се загрее, така. Добро, Горан, добро.
Професори, прашања? Добре, супер е Горан, браво, одлично. Така. Команди, оперативни системи од тип на команди, Unix, MS-DOS, оперативни системи со графичка околина, најпознати оперативни системи со графички околината се Windows, Mac и Linux, врз основа на преносливоста на различни технологии. Оперативните системи се поделуваат на преносливи и непреносливи. Најпознати оперативни системи MS Windows 95, 98, ME 2000, NT, HP, Vista 7, 8, 10, Unix, GNU Linux, Mac, злонаверен софтвер, штетен софтвер или малициозен софтвер, на англиски malware е софтвер, скрипта или код направен со цел да се нарушува некој компјутерска операција, да се соберат чувствителни информации или да се добие неовластен пристап до компјутерски систем. Тоа е општ термин кој се користи да се опише било каков вид на софтвер или код специјално дизајниран да се искористи без согласност на компјутер или податоци што ги содржи изразот. Е општ термин кој се користи од страна на компјутерски професионалци за да означи различни форми на компјутерски професионалци да означи различни форми на непријателски напади или досадни програми. Добро, ајде заклучокот да го видиме, доволно мислам дека беше. За управувачки софтвер е општа фраза што се користи за да се опише категоријата компјутерски софтвер, дизајниран да помогне во насочување на компјутерската комплексноста на големи проекти и задачи, како и да се олесни соработката на тимот и известувањето за проекти. Повеќето софтверски решенија за управување исто така може да се справат со управувањето со ресурсите и вработените. Координатите на распоредот доделуваат задачи, буџетирање, анализа на време и ризик и многу повеќе. Управувачки софтвер е широк поим кој може да се однесува и на софтвер за финансиско управување, софтвер за управување со мрежа, софтвер за управување со односи со клиенти, софтвер за управување со средства и софтвер за управување со залихи. Океј. Апликативни програми се користат за извршување на точно определена работа. Апликативниот софтвер го сочинуваат конкретни задачи за потребите на корисникот. Со други зборови, тоа се програми наменети за корисници и уште се нарекуваат и кориснички софтвер кој може да биде доделен софтвер. Индикативен софтвер, софтвер за канцелариско работење и друго. Во апликативните програми спаѓаат обработка на текст. Добре, слагај надолу. Слагај што имаш уште. Слагај. Програмски систем и Ја би програмски предпочел заклучокот да го видиме и да... Заклучокот и имаш. толку е и содржината. Програмски јазик. Нема, тоа ми се. Програмски јазик ми е последно. Програмски јазик е формален јазик за презентација